Еве сме повторно назад во студиото и обработуваме темата која што, како што рековме, е резервирана за денешното издание на Нов ден. Додека конвенционалната медицина строго се фокусира на физичките проблеми, алтернативната медицина ја зема во обзир комплетната состојба на човекот, вклучувајќи ја и психичката. Мојата гостинка ја има вратено надежта на многу луѓе кои се нашле во тешка здравствена состојба. Со билки и чаеви, многу луѓе се излечиле од многу болести. Чест и задоволство ми е да ви ја представам Лиле Чупчева-Масинова. Господја Лиле, добре ни дојдовте. Добро ве најдов, голем поздрав до Куманово. Мислам, ја имам доста тука до пациенти мои, мислам да ги наречам пациенти. И задоволство ми е на вашата покана да се одзвам, така да макар и малце уморно ќе се пратив од пат, али еве сепак стасав да дојдам да споделам со вас и со вашите сограѓани тука и околу што не гледаат за нешто колку можеме да помогнеме у нашиот разговор, да мислам да ги упатиме у некои работи, дека нешто некогаш што не може медицината да направи, некогаш алтернативната медицина го прави тоа. Така да едно со друго, мислам си се надоврзуваме, што би рекла јас. Не може само да одиме или со алтернатива или само со медицина, пример. Така по мој. Вие кај нас денес не дојдовте сама, со ваше и вашата ќерка Олгица Чупчева. Да. Вашиот наследник, како што и вие сте наследник на вашата мајка. Тоа ни е традиција 150 години, така да претходно мојот дедо се занимавал со тоа, па после мајка ми почнал 40 години работеше. Па јас почнав веќе од 20-30 години имам веќе искуство со оваа работа. И така да сега ќе, мислам, би требало, затоа што еве и јас, например, бев најмала, ние бевме 5 деца, ја како најмала ја превземав работа, затоа што оваа работа треба да ја сакаш, да имаш љубов кон природата, кон луѓето, мислам, сепак треба да имаш ljubов за оваа работа, да ја работиш, и стрпление и внимание, така да сега, еве, на мојата ќерка, мислам, да ја предадам занаетот. Занает, ја па сепак си го викам постаро, што викаме занает. И имам и син постар, али, мислам, он не е многу заинтересиран за тоа, она инаку по струка е магистар по економски науки, банкар е, али сака да продолжи со оваа работа и жално ќе биде ако некој не ја наследи оваа работа после мене. Значи тоа е така. Вие од 5 деца, јас имав можност да прочитам, вашата мајка оваа работа ви ја предаде вам, да кажеме така. Така да, Оле, и вие сте заинтересирана да продолжите, така ли? Така, да. Мислам, стварно е жалосно да прекине тука традицијата. Мислам, таа е традиција од 150 години, така да продолжувам и јас понатаму. Така и треба да биде. Драги гледачи, телефонските линии веќе се отворени. Телефонскиот број веќе можете да го видите на малите екрани 433-373. Отворени сме и за вашите прашања. Господја Лиле Чупчева чека да одговори на се она што ве интересира. Ние во меѓувреме ќе поразговараме. Што според вас е таа алтернативна медицина и дали се уште е табу тема меѓу граѓаните? Па искрено да ви кажам, јас затоа што работам и у Македонија и работам и горе веќе скоро 30 години од кога почнав со моите почетоци, така да кај нас во Македонија се уште не дека сега на вие некои 4-5 години, мислам, не е веќе табу тема, ама се уште е. Додека горе во Хрватска и во Србија, во Хрватска, искрено да ви кажам дека алтернативата е многу по-застапена неголи медицина, мислам, ова класична медицина што викаме. Затоа што таму пациентите првен, мислам, си зима нормално се прави диагноза, сето тоа и првен оди на алтернативна медицина, па потоа оди на, мислам, по медицински пат, затоа што некогаш си би се века, еве, со ова може многу полесно да помине, затоа што знаеме, јас работам со карциномот. Карциномот е многу тежок за лечење, така да па тие со хемотерапии, па тешки се тие хемотерапии, како ги издржува, многу зависи организмот, колку е, мислам, колку имунитетот опаднат е, така да потешко, али и кај нас исто, кај нас у Македонија, сега и понапреднате, али пак сепак кај нас идат, например, кога е оноа, да не речем, крајот дојден. Еве, да речеме, одат, примаат хемотерапија, примаат зрачење, сето тоа. Ја немам ништо против тоа, значи ја и медицината, ние сме, што викаме, прве медицината, јас ја ставам напред, па ние, значи, што можеме да си помогнеме едни со други.
али се уште па не е толку застапено колку горе што е застапено, али гледам се повеќе и повеќе луѓето веруваат во тоа. И за да веруе треба да на пример да се осигура. Значи јас си знам по мојата работа, значи кога почнуваме со таа терапија, јас пред време знам дали можам да почнам нешто да помогнам со тоа, затоа што и си има тука многу голема е процедурата за карциномот, разговарам се, за тоа поише работиме. Ако е, например, 4-5 стадиум, тука нема што ја да помагам. Ко не може медицината тука да помогне, па јас, да речеме... Сега. Да, не може нешто да се напет многу, али што викаме вреди да се покуша, затоа што сме имале случаеви многу тешки, значи, сме успеале. Негде полесен случај ќе биде оноа што треба, мислам, да се случи, за жал некогаш, затоа што не може на секого, ние не сме семоќни. Колку време се занимавате со билкарството и какви беа вашите почетоци? Па искрено, 32 години веќе. Значи почетоците беа многу тешки, затоа што мајка ми работеше тоа. Она не беше у Македонија, него работеше у Србија, затоа што кај нас тука у Македонија не ни издава она право да работиме. И она можеше да се откаже од тука од Македонија жител да биде у Србија. И таму почнавме и јас како најмала така желба имав, одев со неа, ја возев, така да и почнав. Кога ќе видев на пример некоја 70 годишна жена, пример даваме. Мајка ми многу помлада иде раци, вацува и тоа, мислам, тоа не се опишува тоа така. Тоа само може да го осетите вака на своја кожа што викаме. И така да почнав така, ко млада, знаете како е. Млада, па не бев толку, не ме интересираше таа првата година кога почнав со неа, тогаш повеќе само одев да правам друштво, да ја возам со колата, затоа што патувавме по 25 дена бевме на терен. 5 дена бевме у Македонија, а 25 дена бевме горе. Али со текот на времето почнав да ја засакувам работата, затоа што гледам дека како им помагаш на луѓето, некои што биле безнадежни случаеви, да речеме, така да и почнав полека да се заинтересирувам. Дали беше тешко да ги научите рецептите? Да, беше за тоа. Не само што тешко, него мајка ми додека не беше сигурна дека јас сакам да ја работам таа работа, она секогаш беше тоа. Ако не ја сакаш работа за оваа, и ако немаш, нели, што викаме, љубов кон таа работа, да имаш трплење, треба, затоа што вие денеска се може 20 пациенти, да ги наречам пациенти, јас сепак би се пациенти тие, да разговарате со нив, да им даете совет, да им објасните дали може, дали не може, се соочувате со некои работи тешки што не можете некош да помогнете, а требате да им кажете нешто, сега дека што викаат, сите идат, чекаат нешто позитивно, а вие тоа да им го кажете, треба што викаме да биде не фер од моја страна, че секој сум била фер према пациентите, да им кажам колку можеме да помогнеме и дека вреди да пробаме. А гаранција, обично бараците кога идат, они бараат гаранција да им дадете. Гаранција за оваа болест, мислам да се даде, тоа ја секогаш викам, тој што дава гаранција, знаете дека ќе ви излаже, само да го земете тој лек, али не е само да го се земе лекот, треба и да бидете, да се помогне колку што може. Значи, и тешки беа почетоците мои, затоа што мајка ми почна полека, значи она виде дека се интересирам, значи полека, за една болест, па за друга, така да, и малце потешко, и после нејзината смрт, почнав ја сама да работам. И ми беа тешки, мислам, почетоци, затоа што сите кога ида ја бараа нези, она толку години работела, 40 години, и сте ја бараа нези, мене ми беше многу тешко, значи тешко да гледаат млада, па неискусна, да. Али кога почна, мислам, нели, тоа што викаме, гласот се слуша, мислам, овој убавиот глас се слуша надалеку. Така да почна по незините стапки, исто почна по истите, онака што одеше у истите градови, таму у истите места. Полека, мислам, почнав да напредувам. И негде таму околу 90-та година, мислам, тогаш највеќе од Загреб дојде, од Арена тогаш. Сега вестниците, например, нели, да дојде некој да пише, многу е лесно. Ја имам, тука имам од 90-та година Арена, Загребачка што беше, дојде од Загреб да пишуваат за мене тука у Македонија. Тогаш беше тешко некој да дојде да пише. А сега, знаете како е. Како ги ускладувавте тие обврски секојдневие? Вие сепак бевте семејна жена, мајка на 2 деца. Да, тешко ми беше, затоа што синчето ми беше сега, он 29-30 години. Тука тогаш би беше бебе, што се вика.
сме го носеле детето, мислам, на пат треба да тргаш, пример, си имавме дати одредени, колку дена сме, пример, во Крушевац, во Обреновац, одевме до Сребреница, до Босна сме оделе, значи таму сме работеле. Али жртва било и детето и ние, значи за поубаво утре, што викаме, а и не само за тоа. Оваа работа не е само да гледаш да добиеш нешто од тоа, него и да помогнеш. Многу е битно тоа. Значи да биеш човек ко првен. Значи да помогнеш, прво е тоа, па после ја и на керката моја и кажувам, затоа што она, нели, сега она е сасвим друг смер си има. Она се одредила на некоја друга работа, али сега гледа, значи гледа кој ќе дојдат колку пофалници за стерилитетот исто многу е успешно. Па кој ќе дојде, кој ти се пофали, па ти се јавува на телефон, па ти благодарици и она така мислам изрази желба и јас разговарам со неа и сега и кажувам дека не е лесно на 25 години, она е сега 25 години и она е мајка има малечко, така да почне со оваа работа не е лесно, затоа што треба да се откаже од многу работи. Значи кога прво се откажеш, приватност немаш никаква што викаме. Нели, и со дете, и со обврски што имате дома, сопруг, детенце, сите тие работи треба да си одат текот, да си мислам да си тече нормално, али на прво место е ставаме секојаш работата. Ја бар толку години, првите години беше тешко, али веќе после се навикнувате. Дали размислуваше Оле многу за да се одлучиш на еден ваков чекор? Па искрено да ви кажам, јас кога се запишав на факултет, значи воопшто не размислував во таа насока да продолжам со билкарство како мојата мајка. Ета, се замислив дека сакам нешто друго да работам во животот. Но со успесите на мојата мајка и со тоа колку луѓето биле благодарни, мислам, сум сватила колку е благородна оваа работа, така да затоа и се одлучив да продолжам понатаму. Така, постапките на мама. Постапките на мама. Да. Алтернативната медицина веќе е и политички прифатена. А да повториме вама, ова ви е семеен бизнис. Од што се состои овој ваш бизнис? Што имате конкретно? Дали ви беа потребни некои простории посебни? Да, тоа да, значи треба да имате просторија. Значи јас кај што работам морам да имам посебна просторија кај што го работи што прво, значи треба да имате сушална. За тие билки кои се берат се сушат значи на одредена температура, не можете вие да ги изложите на сонце тие билки да ги сушите, него треба да се сушат значи подценка на мислам температурата треба да се знае кога. Треба да се знае кога се берат тие билки, од кога почне бербата, значи си има од април да речеме бербата почнува. И треба посебни простории. Исто и за работата, треба да имате посебна просторија за да работите, да имате посебна просторија за да ги примате пациентите кои што ви идат. Че да направите разговор, затоа што мене секој бар ја така мислам, значи јас така сум си од мојата мајка ли го така и она беше ко мене исто. Скоро по 1 сат на секој пациент му обрнувам внимание, значи од што викаме како почнала болеста, што почнала, дали можам да помогнам, дали не, затоа што не е само да го дадете лекот, ако тој лек ја мислам не му помогне или барем малце нешто не му ублажи, ти не можеме да речеме дека со карциномот. Ние ја викам вреди да се покуша. А не можеме да речеме дека може 100% да се излечи. А имаме ние негде 100% што имам излечено. Ја имам тука и надписи, можат и да проверите на Facebook на мојата страница да видат какви мислам луѓе што имам баш овде како го носам, тоа може ќе ви го покажам. Пациент од Крушевац, тамо од Глободар, 28 години. На почетоците мои, значи, со карцином на плуќа, со метастази бил на јетра. Значи, од тогаш ја лечен, до ден денеска жив и здрав, значи, баш сега ми се јави моментално е во Германија кај неговите деца, а тогаш деца беа многу малечки, значи, до ден денеска жив. И сега што е најинтересно од тоа, јас со него разговарам, сега вика, Лиле, и пушам и пијам, а тогаш прекрати и да пуши и да пие, кога беше болен, али после мојата терапија, после моите третмани кои ги взимаше, он се излечи скроз, мислам, од болеста ништо немаше ни трага. И ги имам и сега, и доста имам јас, значи тоа го работи и стерилитетот исто да напоменам за тоа, за стерилитетот дека доста успешно го работиме. Сега се зависи и од диагнозата, значи едино и машкиот и женскиот стерилитетот е многу заставен. И сите знаеме сега зошто е тоа така, кај мажите зошто е повеќе, затоа што утича алкохолот многу, утича цигарите, па друго оноа да не, ајде за другото да не правам ни
Знаете, Така. тоа многу утиче на намалување на спермограмот, така да претежно сега е позастапен машкиот стерилитет него женскиот. Значи 90% машки стерилитет повеќе се сега одиме кон тоа да се третира. Така да стерилитетот е едно од најуспешните ми и најубави работи, затоа што искрено да ви кажам, по 15 години се мачат, одат, тремави и утре кој ќе ви се јават, тоа нема Каков е самиот третман? На стерилитетот конкретно, доаѓаат, ви се обраќаат и... Каков е третманот на лечење? Так, да. Сега се зависи од дијагнозата, значи. Ако е машкиот стерилитет, примери, има олигоспермија, мислам, азоспермија, вика кога е, тогаш не почнуваме ништо, затоа што азоспермија нема ништо, нула. Располагате со голем фонд на зборови од стручна медицинска литература. Да. Тоа е нешто што може да се примети. Да, избегавам, сега сакам понародно малце да се изразам, да не се еве и дијагнози. Тоа е прво, значи треба да ги знаете сите дијагнози да ги читате. Мене тоа многу време ми требало за да научам затоа што идат луѓето и си ја подава дијагнозата, не ти ви кажува што му е, значи некој дали намерно, дали не намерно, некој дали сака да види дали знаете, дали не знаете. И тука така да, значи јас 99% од дијагнозите веќе ги знам да ги читам и јас тоа сега и на керката и објаснувам и кажувам. Значи таа дијагноза е тоа, значи мора да знаете тоа, да читате доста, значи после сето тоа не е само да го дадете лекот вие, треба да ви кажат они, некојаш и они самите не знаат што е. Например, ќе дојде кај тебе иде и вика, јас сум со карцинома, метастаза има, не знае што е метастаза. Так. Зашто сега 90% им кажуваат, али сепак има некој што не знае. И сега треба да му објаснам на тој, али избегавам да објаснувам што е метастазата, и сите знаеме што е метастазата, али некогаш треба да бидете поарно, бидете искрени, да кажете не барем на некој од фамилијата, затоа што утре тој човек ќе очекува дека нели некој ќе каже, некој пријател му кажал, го пратил некој што се излечил. Значи очекува и он дека 100% ќе биде излечен. Во ствари кај него е сасвим друга дијагноза, значи треба да ги знаете ко прво дијагнозите да ги читате. Тоа е многу мачно е, затоа реков ја 32 години работам, али се ново и ново. Значи ја мајка ми што ми го оставила ова, мислам јас после тоа се надоградуев, уште нешто сум читала, сум учила, па нешто имам додадено во оваа терапија што ја припремам, така да нешто и мое, значи пример еве капките се тие се. Да, имате во прилог тука носите некои работи. Да, капките се, да спомниме малку за нив. Ќе кажам, тоа мислам мајка ми не работеше тоа, али јас го уфрлив затоа што имунитетот, значи имунитетот е многу битен за оваа дијагноза, да било иако прима и хемотерапија, иако значи имунитетот ако се бојачува, значи се бори организмот и мислам треба и друго, значи треба ко прво секој што иде за лек, треба да биде психички многу спремен. Ако психички е паднат и ако мисли дека нема ништо од тоа и дека не верува во лекот дека ќе му помогне, поарно и нека не почнува, затоа што ако психички паѓате и дека нели што викаме нема лек за мене, да ви искрено тука никој не може да му помогне. А ако верува во тоа и плюс тоа, значи овие капки, тоа ми беше според да спомнам дека тие се имунитетот и многу даваат и што викаме и сила и не само за канцерот, и за другите болести. Така. Локатол. Тоа локатол, да, тоа е локатолот, тоа има содржи, има облоги, локално се ставаат, мислам, на самото место, на примерното жариште кај што е и на метастазата, ако има метастаза. Тука се има и чаеви за пиење, за прочистување, значи на целиот организам, го се чисти со овие што викаме малегни клетки и капки за имунитет. Значи тоа е за канцерот, а оволовитот е за стерилитетот, значи. Затоа што овие две работи повеќе најзастапени се. Сега моментално карциномот и стерилитетот е едно, да ви кажам искрено, скоро да не речем али секој втор пациент со оваа дијагноза е, така да има, али има доста успех. Од каде имењата? Имењата на лековите, да кажеме на некој. Па да, добро, ние тоа со сопругот оволовитко овулација, значи тоа нешто така не асоцираше, а локатолот ко локално нешто не се, значи не е тоа она што викаме, значи ко локал, не можете вие, мислам да дам некој име,
Така. А за скроз кој изликува. Значи, ко локална заштита на организмот на тоа. А овуловитот е, овулација, за женскиот повеќе оди стерилитет овуловитот. Така. Овде имам јас извадено еден мал дел од јавни заблагодарувања на презадоволните луѓе на кои што им помогнавте. Билките на Лиле ме вратија од отпишаните. На господја Лиле до гроб ќе бидам благодарна, дај Боже да ни е жива и здрава и на многу луѓе да им помага. Неизмерна благодарност од мене и од мојата фамилија. Немаме зборови како да ви се заблагодариме за моето присуство на овој свет. И уште една голема благодарност до весникот кој пишуваше за господја Лиле, таму прочитав за неа и благодарение на неа вчера мојата жена ми донесе на свет прекрасна ќеркичка. Тоа ви реков, тоа со зборови не може да се опише, значи искрено. Јас, значи, зашто викам, се борам да бидам се понапред и понапред, додам нешто и за тоа и доста и читам и се надоградувам. Значи, али тоа чувство не се опишува. Значи, ви реков и претходно, 15 години се мачеле, се оделе, не знам каде. Значи, и после 15 години некој да ви се јави, да ви каже дека еве денес станав, тоа е искрено да ви кажам, мислам, убаво чувство. За мене нема поголемо, ја мислам дека исто ко за моје дете да се работи. Ја кога ја работам оваа работа, некој ќе ме праша, па како ви се испитали? Ние исклучиво работиме со планински чај, мислам, исклучиво планински чаеви. Не се берат овие низински, така да, затоа што јас ако нешто не дај Боже, на моето дете или за мене или за некој, ја исто го работам ко за моје дете. Мислам, тоа заради тоа што треба да се пази на тоа и на бербата. Бараат билките еден посебен третман. Така велите. Баш посебен, значи рековме дека треба да знаете, значи и бербата е многу битна. Треба да знаете кога, значи се бајле кога има слана, кога има тоа рост, не смее да се бера требата, мислам, и тоа многу се пази. На сонце, кога е многу сончево време, исто не смее. За сушењето, напомнав и претходно дека се суши, мора да биде подсенка да биде сушењето. Кој ви помага во работата? Претходно, порано, мислам, првите години берев, мислам, одевме на берба сите ми сами. А сега имаме и што работа, така да што не можеме да престасаме, затоа што би кажав дека работам и овде у Македонија и уште држам во Хрватска и у Београд. Како изгледа еден ваш работен ден? Мој работен ден, станам од сабајле па до вечер нема, мислам, цел ден сте обврзан. Јас искрено кажано, многу пати знам, не многу пати, него скоро секој ден, и да не јадам до вечер, значи по цел ден да работам. Тоа што не би можело да некој да ме чека мене надвор, седи, а ја да се шо викаме, да земам ја кафе да пием или да јадам, а некој си има мака надвор и те чека, така да цел ден ми е буквално оноа и телефоно. Јас сега во последно време доста мислам ќеркава што почна да ми помага и она е на телефон цел ден. Ја не можам затоа што кога разговараме со пациентот, не можам да бидам и на телефон и да разговарам, затоа што треба да обрнете внимание. Кога разговарате, треба да бидам сконцентрирана, да знам треба после тоа да го правиш што треба. Значи, затоа што кај нас нема универзален лек, значи. Кај нас секоја комбинација си е различна. Да речеме за карциномот, една на плуќа, ако е мислам една комбинација, ако е на јетра друга комбинација, исто стерилитетот ако е машкиот е една друга комбинација. Значи, нема универзален. Значи, ово е за се, да речеме. Не има такви, мислам, случаи, знам, сум сеќавала и кажуват што зимаат, така да, значи, еден чај за се, не. Значи, тоа, секој се лаже што мисли дека со еден чај може се да се лечи. Не е така, затоа што располагаме ние со 40 кусур врсти на билки. Така. Да лекувате многу болести, да кажеме така, меѓу кои, како што рековте, канцер, како една од најголемите болести на денешнината, стерилитетот веднаш зазема близко место до него, тука некаде е и дијабетот. Дијабетот, ако јас за дијабетот да работам, ако не е на инсулин само. Ако е на почеток и ако е на таблетки само. Ако е на инсулин, веќе тука нема што да не се запаќаме. Исто и за канцерот, да напомнам, ако е на панкреас, исто нема тука што, мислам, тој панкреас многу брзо оди, многу е брз. Исто и за на плуќето, ако е ситно клеточен, тој исто има ситно клеточен, тоа е
многу брз, 2-3 месеца, ние затоа што сите знаеме дека билките во природни поспоро оди лечењето, не може ко нели што викаме медицината антибиотики, ќе ти дадат 5 таблети, ќе ти помине. Во е поспоро, што викаме, али ко посигурно го рачунам. Сам барем јас, у мојата пракса е нешто било. Значи, поспоро оди и затоа треба да, ви реков, многу работи има тука што ја искрено да ви кажам, со овие години што не сум видел и какви диагнози не сме видели, од гангрени, од луѓе ги ваделе од болница. Ја имам исечок, дечко од Кичево, мајката го вади од болница, треба ногата да му се сече. Она ризикува, значи она чува дека не, јас разговара со мене, ја викам ја не ви гарантирам, ама не вика 15 години да не биде без нога поарно, така нека сигурно сам дома, нека не се изличи, ама да не биде. И јас почнав така да малце бев скептична, што и тешко е да се одлучите за нешто. Така, за некој живот на 15 години дете да изгуби ногата. Али после тоа сам супер се среди, и матурант беше и на матурската му бевме и така да и до ден денеска се слушаме, тие они у Кичево живеат. Значи дечко е млад веќе си се ожени сето тоа, така да има многу, али има и некои резултати кои што не можеме да постигнеме и затоа многу пати кои ќе ми речат, ама гаранција, не можам гаранција да ви дадам јас за тоа. Али они кажу, па комшика некоја зимала, мислам кај неа се излечило. Не е исто, значи верувајте. Може две диагнози исти да бидат, за исти случаи да се работи, али организмот да не ги прими, мислам, чевите, да не го прими. Едниот се излекува, другиот не, значи тука нема правило. Тоа е како во Германија слушав, ни беше една докторка која што таму работи и рече, да го напоменам овде, дека таму има се прават испитувања кој пациент на кој лек е сензитивен. Да. Значи како што секој лек не реагира исто на секој пациент, така е и ова случај. Секој организам не е исто. А и ова ја викам, нели, порано како кај нас се лечеле старите со природно, со билки, со и секој лек е направен од билки, не мислам нешто. Само што да напомнам сега, немах таа хемија што викаме природно е и така да не може да нашкоди, значи. Ако не ви помогне, значи не може да наштети. Така. Али не е и да само да не ви наштети, значи ние работиме за да помогнеме повеќе, да биде успешно, мислам, лечењето. Така. Али негде не, за жал негде не можеме сегде да успееме. Дали имате некој лек за потикнување на имунитетот? Тоа е баш многу честа тема деновиве. Да, па еве сега ви кажав, во капките што се има и чај и комбинација се прави за имунитетот. Имам јас случаи да ви кажам искрено што имаат за имунитет со години си употребот, вика. И си разговараме после тоа. Ни настинга, значи цела година. Ладно, тоа мислам ништо, нема никакви проблеми со здравјето. Да, прашувам особено за децата, нели, школските години, вирози, па... Значи, јас работам над година и пол, значи, под година и пол, не сега тоа, мислам, малце од година и пол нагоре, така да за имунитетот супер терапија има. Прочитав некаде дека и бронхитот е тука некаде. Да, и бронхитот успешно го лечиме. Има тука спаѓаат и нервите, сега зависи кој сега, например, у почеток кога е нешто акциозно, кога сега не викам, има диагнози некои, да речеме, по шизофренија, да кажам, сега сум малце несходно, али имаме и такви случаеви. Тука има некој ублажување. Оноа, или со епилепсијата исто. Епилепсијата е една од потешките и најтешка за лечење. Дали ви доаѓаат такви случаи? Имам ја у Швајцарија, баш у Швајцарија имам едно дете, тоа ми е, мислам дека, да не речам еден случај од 30 години, затоа што многу ретко се напаѓам епилепсијата да ја лечам, али добар пријател ми беше таткото на детево, у Швајцарија живеат, и тоа дете се излечи, значи, 7-8 години, веќе нема никаков напад, претходно имаше по 2-3 пати напади у денот, и сега немам, али сепак, значи, да јас повеќе сега се фокусирам на тоа што знам дека можам да одам на посигурно. Тоа што знаете денеска ден како стана времето, значи сега они сакаат сите се идат сите некоја гаранција, барат сите се.
Значи, и затоа не сакам многу да се упуштам по повеќе работи. Прво јас сум лечила 20 и некоја врста на болести, да кажеме, али сега највише се фокусирав на ова затоа што ова е најзастапено, а и најубаво, мислам, еден млад живот, мислам, се раѓа нов живот, а на друго помагате да се продолжи некој живот, значи за канцерот тоа, кога зборувам и за стерилитетот, значи нов живот, тоа е, и ви реков, нема зборови, тоа мислам, тоа ми е едно од, па ќе дојдат, па кума, па со музика, па те вканат, мислам, тоа е, немам зборови да го искажам тоа. Затоа и мојата керка, тоа го сега она го напомна, гледајќи ги тие работи, она претходно никогаш не сакала, порано и многу нели, им сметало тоа кога помлади, па и да тоа нормално, да. А сега кога виде како е тоа чувство, и изрази желба, она сега ја ви реков дека она, ја и викам дека тешка е оваа работа да ја работиш, али ако и гледам дека има желба, ако нема желба, ја не би ни пренела. Веќе почнав скоро 90% си е пренесено. Али што викаше мајка ми стално, само она, ни сопруг никој, затоа што јас ко ми пренесе мајка ми како сам нели едно по едно рецептите кои ги пренесуваше и сопругот беше присутен, она му вика испадни, знаеш, му вика бабо како, па вика слушај, ти си денеска со неа, утре може да не бидеш со неа. Така да, тоа беше малце, она беше така малце хумористична, така знаеше да направи. Скептична, но свесна многу. Свесна и тоа била стварно била управо, затоа мислам кај нас не беше тој случај. Јас сопруг 28 години у брак, така да... Не, ако реално гледаме, што би било тоа кога би се пренесувало од уста на уста? Сигурно дека, моје лично мислење е дека рецептот не би бил секој ист, би било нешто слично и тогаш не би биле веродостојни овие резултати и овие... Не би било веродостојни, не би било толку успешно. Так. Па не, видите, сега да ви кажам искрено, значи ја имам пример вработена кај мене што беше, значи она беше вработена ко не испомош, нели кога идат да свари кафе, да она пример, ко помошничка. И после 5 години, значи така да малце немило, мислам не сакам да зборувам за тоа, затоа што многу работи си нели некои неубави работи она направи и ја морав да ја напуштам. И сега она на моето име, она кога се каже ко асистент работела и се јавува таму по вестници, по тоа им кажува дека она била асистент кај мене и почнува да работи она ко билкар у Велес. Так. Али у Велес нема шанса, значи кога ќе дојдете у Велес, ако прашате сакам да идам до кај они си ќе донесе кај мене. Секако. Значи у Велес нема друг што работи, али она те покушава, значи тоа е и луѓето го злоупотребуваат тоа. И ја имам и у Скопје слушано што мои пациенти што биле, што сум ги лечила пред 10-12 години, сега се билкари и тие работат. Тоа ми е малце... Затоа луѓето се скептици. Затоа и луѓето, да, точно и не треба да веруваат во секого. Јас сум рекла, не мора и у мене да верува. Значи, али не треба на секој да му веруваш затоа што не знаеш. Ама маката ги тера луѓе во сега да додат, нели, што викаме, го бара спасот сегде со такви тешки заболувања. И било што да се случи, не знам колку да биде, тоа не е некоја, мислам, сума кај нас, не е нешто страшно, али плаќаат големи суми, али резултатот е ништо, нула. И после идат кај тебе па кажуваат, па толку, па, знаете, малце. Так. И луѓето на маката на луѓе, али јас секогаш викам, знаете, кога работите така, само да имате профит од тоа, тоа е, што викам и Господ има, јас секогаш тоа го викам. Не треба само да гледате да видите вие уќара, другиот да биде узија, затоа што денеска тешко се заработува. Так, Јас знам, например, колку пати видат и ја не им наплаќам. Ако гледам дека дошол некој така, нема ништо, си ми кажува, значи не можам, ќе можам ли по 2 недели 3 да го добијам лекот, тогаш ќе најдам или... Не, вие земите го лекот, затоа што 2 недели 3 да чекате за таа болест е многу. Земите го, значи и тоа го правам, некој може да не верува у тоа, али има луѓе што може да кажат дека тоа го работам исто. Порано децава многу пати ми викаат како работиш така, а сега и ќеркава истото го прави, така да почнува и она гледам дека она дури сега гледам дека она повеќе мамо емотивец гледам почнува да е многу емотивна. И викам, моле, ти треба време, немој да бидеш толку емотивно, ти кој ќе види, нели, јас знам од тоа се злоупотребува денеска. Да, и знам од прилика, например, ја кога гледам пациенти, сега го враќам и она вика, зошто го врати,
оле, не оди. Значи, нема ни, ја од прилика веќе и знам колку му е. И она, знаеш, почна е, или плаче, или се нервира, викам, оле. Прв пат го гледаш, прв пат го гледаш и знаеш дека, може и последен пат го гледаш, така да не е те. Затоа ви рекам дека оваа работа не е стварно лесна. Многу тешка е, стресна и јас затоа сега, например, уште малце гледам да се повлечам, затоа и не за да да ме наследува на мене. Оти стварно жално е никој да, мислам, јас се мислев дека никој нема да го наследи тоа, тоа што синот категоричен беше дека не сака тоа да го работи. Она изрази желба и мислев дека и она нема да сака, затоа што веќе заврши факултет, на магистарски, па се работи, па се омажи, па детенце и така. Али еве сега и вика, после половина и сака да се враќа на работа, не знам што ќе прави. Она ќе си одлучи на крајот. Сте имале многу пријатни моменти во вашето досегашно работење. Дали можете да издвоите така, еден, два? Еве, тој ќе ви кажам дека, еве сега имам и, мислам дека го имаше тоа и на Facebook, има таму, може да го најдат. Ево овој случај. Тоа беше, мислам, тоа не се опишува. Ева, ако може да се умира. Дошла сум из Швејцарска како би овде пронашла лек. Значи, да, може да се зумира, значи на камерата. Беше од Кичево, женава, и ја врати од Швајцарија. Она беше, кога дојде кај мене со метастази на јетра и плуќа. Оно буквално полна со вода, ко 9 месеца времена, огромна, значи. И јас едноставно не сакав ни да почнам да со неа да ја третирам, али сопругот баш вика, греота, знаеш, она почна да плаче, дека ја вратиле од таму, дека си дошла у Кичево, тука млада, 30 некоја година беше тогаш, да си дојде тука у Кичево, Македонија, да си заврши. И јас почнам, добро, сајте се, и почнав со терапија со неа, 3 месеца, значи 3 месеца дупла доза и дававме, зашто побрзо да постигнеме успех. И она отиде меѓувреме у Швајцарија, отиде со лековите си ги понесе со неа, за да добие пензија таму. Овој случај го кажам затоа што овој ми е врежан у главата и тоа многу убав, мислам, до ден денеска ми е тоа се уште можда има 8 9 години, мислам, колку? 2009, ето, да. 2009, да. Да. 2009, 7 години, значи. И она оди таму за да ја дадат за пензија и буквално и оди кај тој незиниот професор што е доктор таму. И он ја гледа дека она стомакот веќе нема ништо од тоа. И значи он викаме, луѓе, јас мислам дека он се изненадил кој е видел наврата. Ја мислам дека више дека не е меѓу живите. И она му раскажала приказката како, значи како била кај мене. Она ништо не примала, значи само од моите чаеви, од мојата терапија примаше меѓувреме. И он баш се интересира, неколку пати разговаравме со него по телефон, там ме викаше таму да одам да работам кај него. И онако се врати, значи годишница правеше кој една година рогенден во прават на децата, што викаме мало дете една година. И да, ко повторно раѓање беше втор живот. И у Кичево, се сеќавам ко сега да беше пицерија Ромата во центарот им е. И она вика, па ќе биде нешто големо, мора да дојдеш. А ја викам, знаеш дека ја многу работа и стварно, дотоа што треба цел ден да го одвојам за да дојдам до неа таму. Али ајде, мислам, се одлучив да одам. И отидов и тоа беше еден доживење што мислам дека никош нема да го доживеам тоа затоа што ретко се такви луѓе. Так. И кога стасавме таму, значи, и тој шоферот ми отвара вратата, они 20 души околу тебе, сите незини најблиски дечиња, внуци. И кога влеговме унатре, може да имаше 200 души што седеа у пицеријата. И сите стоат на носи. Мене тоа беше малце чудно, знаеш, кога те пречекуваат. И сега јас седнувам, се поздравија кои идат, нели, да се поздрават. Да седнуваме, мислам, тука да се руча и они стоат. И ја викам, луѓе, што е работава, што стоат луѓево? И они вика, не ти вика, дојка јадеш, ти дојка се... Они цел време, они, значи, таква чест ти прават, што тоа не се заборави. Викам, не може, немаш, нека седнат, зашто ја не би можела тоа да го направам, ја да јадам, они да стоат. Така да тоа ми така ми остана впечаток тоа. Има многу случаи, али воа посебно нешто, значи, тоа
И после тоа и контактирам, мислам, до нон-стоп, до ден денеска, што се вика, се слушаме, она се врати у Швајцарија да работи, после имаше некој инфаркт доби, па се врати па у Кичево, па отиде горе. Али инфарктот, последица што викаме претходно, значи имала и многу хемотерапии и други, мислам, лекарства што примала, али го преживеа и тоа, така да и многу ми е мило, значи за такви пациентки, така една мила жени, мислам, не е само она, значи многу, вака и со стерилитетот исто. Кој ќе ти дојде, кој ќе го донесе детенцето, има случаеви, например, ќе ти вика, "Во е твоето дете", ме вика. Викам, "Не е мое", викам, "Ја ви помогнав да биде, а не е мое", значи така некои знаете, така, по нашала да кажеме дека ете ваше дете, вика, твое дете, така да. Имавте некои отворени понуди за заменување во странство. Дали се уште ја цитирате она убава мисла, јас ќе ја прочитам за да ја слушнат и нашите гледачи. Сите патишта по кои може да дојдат луѓето, било од која страна на светот, ќе завршуваат во којник. Од тука, од овие стрмни и кривулести улички, од овој град кој за жал е познат по својата енормна загаденост, нигде нема да замина. Да. Па не, имав и на почетокот, уште на моите почетоци имав за Австралија, првите почетоци кои беа требаше за Австралија, да значи добивме и виза и децата беа родени, сетно требаше да заминеме цела фамилија таму и да почнеме таму да работиме. Одбивме, после имав и до ден денеска јас, еве за Швајцарија, за овој случај што ви го кажав претходниот, до ден денеска ми е отворена понуда, значи кога сакам можам да отидам и Швајцарија и Германија, затоа што јас искрено да ви кажам дека секојдневно имаме пациенти и од Швајцарија што идат директно, мислам, иде само за да го земе лекот. И сега има се наоѓаат оние што викаме канали. Некој е дојден обично летниот период кога јас искрено да ви кажам ја на одмор не можам да отидам заради тоа што битолчари, да речеме, битолчари сите у Австралија. Кога идат сега, нели некој порачал од таму не може да дојде па зима за друг, така да ја цело лето едино мене сега бев пред 10 дена што викаме 15 колку беше малце на одбор, 5 дена одвоив за Лубанско да отидам да се одморам, тоа што летниот период ми е мене цел, највеќе работиме летно време, тоа што идат секаде при празници или секако се новогодишните празници исто, тоа што од странство, да ви кажам искрено, имам многу пациенти, ви кажав, убавиот збор се слуша, а лошиот уште помалку се слуша, значи ако јас секогаш викам, кога ќе ме прашат колку имаш успех у работата, самите години си го кажат успехот. Ја не би работела 32 години, не би постоела, значи, на вие простори, ако немате успех у работата. Значи, кој би ве барал, значи, викаме, да земеме пример еден механичар, ако работи квалитетно, утре тој механичар ќе продолжи да работи и ќе работи. Значи, инаку ќе го заборава за една година, а исто и ова. Сега го зема вкупиме така вие сте признаен билкар, донесовте во прилог неколку работи, веќе погледнавме. 89 година, сум регистриран тревар, така да истом сите тие, што викаме, давачки си ги даваш на државата што е потребно. Тоа што никош не сум можел и така да работам, затоа што ја не верувам дека, дали неколку души се така, знам дека прво беше Матија Пулновска, беше призната, нели, работеше, сега е почива таму. Така да многу ретко сите сакаат да зимаат, да имаат профит, ама никој да не дава. Тоа не може. Како можат да ве контактираат луѓето за оние кои што допревен сега слушаат? Па, контакт телефон мислам ќе може ќе го кажеме, ами ќе може ќе оставиме и тука. А инаку може и на Facebook на страницата, само нека удра Травар Чупчева се појавува. Мислам многу ретко прва ќе се појавам одма сигурно, затоа што знам од извори што кажуваат. Така да телефонот е, али на мојот телефон многу потешко на керката повеќе. Од керката повеќе контактира затоа што ја цел ден сум зафатена. Едино со мене кога сакаат навечер може да се слушаат. Али кои ќе дојдат, они се испочитувани и испоштувани од мене. Значи ја ги примам, јас разговарам со нив. Така да она слуша се уште, почно е сега да тие првите почетоци се... Што мислите вие вака, да кажеме како алтернативен медицинар? Зошто овие болести се земаат се поголем замав помеѓу популацијата? Па види, ја мислам дека стресот е еден од дека
да сега да не речем 90%, али 50% е стресот. Неродевен живот. И реков ми претходно кажав, сега порано било многу подруго. Преголема доза на алкохол, преголема доза на цигари. Али ја паќе го извоа стресот, значи. Порано сите работеа, сите имаа, сите немаа толку стресови. Сега нема работа, нема зашто, мислам, и младиве бегаат надвор. Се нема работа, нема од каде да приходи, например жена, деца и така да. Ја мислам дека најчесто е од стресот, највеќе. Загаденоста не можам да ја земам, што знам, јас многу викаат дека загаденоста е кај нас велес топилницата. Ја да ви кажам искрено дека велес па и нема многу со карцином, да ви кажам така, јас знам затоа што живеам од тој град толку години. А чистград еве да го речеме Охрид. Охриѓани има многу со карцином што идат кај. А Охрид е еден од нелко почистите градови, ајде да ги речеме. Така да исто и Куманово кај вас е чисто, не е толку загадено. Што им порачувате на, да кажеме, на гледачите, на граѓаните, на сите? Па што едино само да се пазат. Не може да се пазат, тоа не се знае. Тоа е подмукла болест, затоа што викаме сите ја носиме во себе. Само не знаеме кога ќе се активира, вели. Еден поголем стрес нека не и едино се пазат и навреме одење, значи тоа е подмукло, што вика нема ни болка, нема ни ништо. Значи контроли редовни да се прават, затоа што карциномот може и година дена да го носите во себе да не знаете. Ако не направите некоја контрола, нема ни да знаете. Значи, да се оди на контрола, да се проверува. Најчесто е што викаме тумор маркери да се прават или тие други мехот да се оди да се проверува. Затоа што ви реков дека болката која ќе дојде тогаш е крајот. Значи, за карциномот зборуваме, болката е на крајот. Болката може ви со години да го носите тоа, болката која ќе дојде веќе никој не може да ви помогне тука. Ни медицина, ни алтернатива, ништо, верујте. Значи, едино редовни контроли, малце да се пазат сега стресови што не можеме да кажеме дека може да се зависи, тоа си е нормално што викаме, никој не знаеме на како му е дома и така да сите сме со стресови. Никој не кој ќе рече некој дека му е се уред, не е. Али што помалце нервози, што помалце алкохол конзумирање, што макар да младиве сега може да нели нема што и да се прави, не се криви и они да кажеме. Тоа што нема работа, нема поудриното, душа не е тоа оправдување. Тоа што има работа за секој кој сака да работи. Значи може да се најде, али за жал одат. Тоа што е нашите стандарди се такви, така да ајде да се надеваме дека ќе биде подобро. Тука некаде би било и крајот на нашата денешна емисија. Би сакала да ви се заблагодарам за тоа што не бевте гости. Оле, ти благодарам и тебе што ја придружуваше мајка ти. Се надевам дека ќе имаме можност и во иднина да се видиме, дека ќе биде успешна пред се како вас, господја Лиле. Мило ми беше и мене што мислам поканив да бидам гостинка. Само малце сум, да се извинам на гледачите, малце сум и уморна, но ќе ви кажам, стасав од пат, но ќе се касно, али да ви испоштувам вас како телевизија, затоа што нели се договоривме да видам тука и како Куманово, како град, затоа што Куманово ми е многу драг град. Поздрав и до мојата даде, она ќе се пронајде која е дадето. Така да Куманово ми е еден омилен град, затоа што свекрва ми е кумановчанка, така да имаме доста роднини тука. И голем поздрав до сите и до сите мои пациенти што ги имам овде во Куманово, а имам доста. Тоа што ја и пред не знам дали кажав дека ја работев пред 15 години, работев овде во Куманово. Така да ги имам и стари пациенти, и нови пациенти, после сега понатаму. Али сите нека се пазат, нека гледаат, нека одат на контроли, нека се контролираат. И се што треба тука сме ќе контактираме, па што можеме да помогнеме. Ви благодарам и вас на поканата. Ви благодарам. Ви благодарам и јас вам уште еднаш и се надевам дека пак ќе се видиме. Сигурно ќе се видиме. И вам ви благодарам, драги гледачи, за одвоеното време и внимание. Имајте убав ден, пријатно расположение и останете со програмата на К3 телевизија.